Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Наш гостин во емисијава Дневна соба е Бранко Ѓоргиев, раководител на оделението комунална хигиена при јавното предпријатие за комунални дејности Комуналецтво Струмица. Господин Ѓоргиев, добар ден и добре дојдовте по нашава емисија. Добар ден до вас и до гледачите на вашата телевизија. Така. Она што ме интересира, да ги запознаеме гледачите, е кои беа активностите на вашето оделение во овој изминат период и во овој летен период, кој е актуелен по многу нешта, нели? Да. Па покрај редовното одржување на јавната хигиена во градот, редовното собирање на отпад во градот, јавното предпријатие Комуналец или оделението комунална хигиена работеше почнувајќи од месец март, започна со Екофронт акцијата за одржување на еколошки здрава животна средина. Тоа е во соработка со општина Струмица. Со општина Струмица, каде што покрај градот Струмица беа офатени сите населени места. Во овој дел од акцијата, што започна некаде во почетокот на месец март, јавното предпријатие Комуналец работеше на чистење на дивите депонии во сите населени места во општина Струмица. И можам да кажем дека одзивот беше околу делот на чистењето на акцијата беше прекрасен. Имавме поддршка од младите луѓе, поготово од младите, во сите населени места. Како пример, одличен пример за тоа колку почнаа веќе младите да се грижат за својата животна средина е податокот дека само во населеното место Сачево беа собрани сите млади и учествуваа активно во чистењето на населеното место Сачево. Така. Го изчистија целиот простор во центарот на населеното место. Исто така, акцијата продолжуваше и во населеното место Баница, со младите средношколци од гимназијата Јане Сандански, се чистеше патот према локалитетот Цареви кули. И мислам дека акцијата тече одлично. Супер. Акцијата не завршува сега, него продолжи во текот на целата година. Ги изчистивме некаде околу 27 диви депонии. Меѓутоа, еве сега, последниот период при нашите контроли се забележува дека повторно се создаваат, иако на тие места кај што беше изчистено, беа поставени табли, во кои што беше назначено дека е забрането оставање на отпадот, градежниот чуд, и дека согласно член 23 од Законот за комунални дејности, Законот за управување со отпад, е казнив. Меѓутоа, има, значи, се уште несовесни граѓани што истиот отпад го пустуваат пак на слични депонии и прават депонии околу градот. И нештата одат во круг. Се чистат депонии, се создаваат нови, се чистат повторно, се создаваат нови, и до кога вака? Има ли решение пред вас? Решение колку и Комуналец да сака да работи и да чисти, додека не преработи свеста. Така. Тешко е дека ќе ставиме некој ред во стварањето на дивите депонии. Еве да апелираме до сите граѓани од општина Струмица да ја чуваат животната средина, бидејќи таа подеднакво ни припаѓа на сите и на оние кои создаваат, нели, ги создаваат тие диви депонии. Општина Струмица подеднакво им припаѓа на сите и треба да ја одржуваме чиста. За жал, некои нешта се такви какви што се, но се надевам со текот на времето таа свест која вие ја спомнавте ќе биде на малку повисоко ниво. Дали може би размислувате за поставување некакви камери, но ако не можете да ја покриете цела општина со камери, тоа е просто невозможно. Ако на едно место се создала дива депонија и се постави камера, на друго место ќе ви да каже што нема таква камера и така натаму. Значи, во делот на да се излезе во пресот на граѓаните, што имаат вишок на отпад, на јавното предпријатие Комуналец ги ја отвори депонијата во Добрашинца и значи секое депонирање ќе биде бесплатно. Така. Едноставно само луѓето место со своите трактори или камиони да го искипат, да го стават отпадот на нелегални места, може комотно да го донесат на депонија, каде што нема воопшто да се плати. Понатаму, поголем ангажман ќе треба да имат комуналните инспектори
веќе и они се на терен, ги пратат некаде 7-8 локации каде што нон-стоп се ствара диво депонија. Мислам дека имаат до сега фатено неколку граѓани, кај што и после нашето чистење они продолжуваат да го изстават отпад. Штета. Околу со камери се уште не сме размислували, меѓутоа сигурно ќе дојде на ред и тоа. Така е. Добро, состојбите се такви какви што се, но дивите депонии не се единствениот проблем. Дури и во градот, луѓето кои секојдневно се движат по улиците, создаваат ѓубре низ улиците, низ булеварите и така натаму. Интересен податокот, да кажеме, рано наутро, ако во 9 часот прошетате низ центарот на градот па се до паркот, многу е чисто. И веќе при враќањето од таму, веќе забележувате дека се фрлаат разни отпадоци на 5 сантиметри, на 10, на 20 сантиметри од корпата за отпадоци, што е страшно. Мора нешто да се стори и на тој план мора и учениците во училиштата да бидат едуцирани, да ја чуваат животната средина, да ја чуваат општината, градот, населените места во кои живеат, бидејќи тоа е одраз на нашата култура, за жал. Добро. Имавте и други активности, го чистевте и поројот, така? Да, значи тоа е редовно чистење. Фронт акцијата беа опфатени и двата порои. Така. Поројот на Крушевска република и поројот на Васил Главинов. Значи и двата беа исчистени и сега се во добра кондиција. Добро. Се најавуваат некакви повеќе дождови во текот на оваа недела. Да. Значи пороите се исчистени, спремни да ја примат, спремни да ја примат сета вода што би можело да дојде од горниот дел на градот, така да нема да има проблем. Други активности што покрај овие чистењето на дивите депонии на пороите беше тоа што до вчера секојдневно се пере улиците во градот. Да. Тоа е како своевиден новитет. Да, секојдневно беа перени улиците, на тој начин се зачуваше и улицата во чиста состојба, а исто така и служиш како разладување на граѓаните. Апсолутно, во овој летен период, да. Така. Меѓутоа, поради апелот за штедење на водата. Повторно, кој стигна од комуналец. Да, штедење на водата, значи во моментот веќе 3 дена, јавното претпријатие комуналец не врши перење на улиците и се додека не добиеме дозвола за повторно перење, значи ситуацијата ќе биде така да нашите возила нема да излезат. Така. Се знае дека во овој летен период, кога сме сведоци на енормно високи температури, водата се повеќе се троши и нормални се таквите апели за штедење на водата. Треба се апелира до граѓаните да не ги перат своите возила, да не наводнуваат прекумерно своите дворови и така натаму, за да има доволно вода за пиење, за тие редовни потреби секојдневни кои ги имат граѓаните, иако мора да се признае дека Струмица е еден од ретките градови во нашава земја која има секогаш доволно вода и никогаш немало проблем со водоснабдувањето. Една од тие активности кои ги имавте, ако не се лажам, беше и дезинфекција на контејнерите. Да, во текот на месец јули беше извршена дезинфекција на контейнерите од 1,1 метар кубен и беа исперени и дезинфицирани сите контейнери во што се наоѓаат во градот Струмица. Така. Ова дезинфекција, перење и дезинфекција ќе продолжи во текот на месец август, ќе имаме и во текот на месец септември. Поради тоа што причината ради тоа што овие 3 месеца нонстоп ќе биде перење и дезинфекција е ради што сега отпадот е многу влажен. Се работи за земјоделски производи што ги фрлат граѓаните, лубеници, не знам, други. Така. И ова ствара непријатна мирисма. Апсолутно. Сакајки да И повторно треба да се апелира до граѓаните, сите тие отпадоци како што се остатоци од лубеници да се врзуваат во некакви кесиња, па дури потоа да се фрлат во контејнерите. И оваа акција значи ќе продолжи во текот на овие 3 месеци. Секој месец ќе се перат контејнерите, а сега веќе еве во овој месец за 2 до 3 дена започва и Open Fest. Каде што одделението комунална хигиена има огромни обврски.
околу сега започнахме со припрема на площадот, отстранување на клупите, на жардинериите, го отвараме целиот простор на площадот, како би се сместиле бините и шанковите. Така. И после секоја вечер од фестивалот, должност на комунална хигиена ќе биде чистење на площадот. И можам да кажам, имајќи го искуство од претходните години, се стварат огромни количини на отпад. Така. После секоја фестивалска вечер, площадот не може да се препознае. Меѓутоа, тука екипите на одделението комунална хигиена и како и до сега мислам дека нема да има проблем по одржавањето на јавната хигиена. Така. Но сепак треба да се апелира до граѓаните да ја чуваат чистотата, отпадоците да ги фрлат таму кај што им е местото, нели, да се личи градот како што сите го заслужуваме, нели? Да. Добро. Иако после манифестацијата, значи по завршувањето на овогодинешното 8 издание на Струмица Open Fest, вие правите и генерално чистење на... Тоа е секоја година, меѓутоа исто така после секоја фестивалска вечер, Да. нашите вработени и возилата вршат исто така перење, чистење и перење на площадот, а генерално се врши одма после завршувањето на фестивалот. Така. Добро, завршивме и со ова и чинам дека треба да проговориме за најновата активност на јавното претпријатие за комунални дејности, односно на вашето одделение комунална хигиена, а тоа се новите канти за смет. Ајде збор два за тоа. Па така, значи веќе 10 дена јавното претпријатие Комуналец работи на делење на типизираните канти за отпад од 120 литри и на ниво на општина Струмица се набавени 8.500 канти и истите ќе бидат распределени како во градот, така и во населените места. Значи ли тоа дека скоро секое семејство ќе добие канта? Да, Секое значи, семејство. ќе биде офатено секое семејство како во градот, така и во населените места. Акцијата на делење ја започнавме од населените места. Од една проста причина што таму каде што јавното претпријатие Комуналец влезе со организирано собирање на отпадот, садовите за отпад и беа бурени од 200 литри. И на нас како јавно претпријатие Комуналец ни представуваше проблем околу самото подигане. Така. Затоа на состанокот во јавното претпријатие се договоривме да прво започнеме со населените места. И еве до ден денес имаме поминато 9 населени места. Значи од таму почнавте, да? Да. Така? Започнавме од населените места Велјуса, Водочи и Баница. Продолживме во Добрејци, Просениково, Дабиле и Градско Балдовци. И ги поминавме Костурино и Раборци. Остануваат уште Банско, Муртино, Сачево и Свидојце. А потоа и се враќаме во градот. Така. Во градот ќе биде и малку и полесна ситуацијата ради тоа што во градот може да се движиме по улици и може многу побрзо да ги поделиме кантите за отпад. Така. Оврски граѓаните немаат, освен да си ги чуваат кантите. Кантите се делат бесплатно. Така, тоа е многу важно, значи не плаќаат граѓаните ништо за... И ќе служат... Имаше некакви мислења, некакви, не знам, предрасуди дека, сега ќе добиеме канта за смет, ама на сметката ќе ни допишат Значи, кантите ги плати општина Струмица. Така. И негде вредноста е околу 8 милиони денари, што можем да кажеме е реткост во нашата држава. Имајќи ги сознанијата од моите колеги од другите градови во делот на комуналната хигиена, секаде каде што беа набавени канти за отпад, секаде беа поскапи плаќани од граѓаните. Да. Дали на рати, дали на одма, важно беа плаќани. Единствено општина Струмица на терет на својот буџет успеа да набави 8.500 канти и сите ќе бидат поделени бесплатно на граѓаните. Така. Тоа е добро за граѓаните, добро и за нас како комунално претпријатие, бидејќи ни е улеснува работата. Имаме доста канти сега во моментот во градот имаме што се уништени и ни представуваат проблем при самото собирање на отпадот. А вака со новите канти мислам дека ќе биде многу полесно и многу поекологички. Така, она што ме интересира, оние кои имаат стари канти дома, може да ги комбинираат едните и другите или ќе ги повлекувате старите канти? Не. Значи, старите канти што се во добра кондиција ќе останат.
ќе бидат подигнати единство оние што беа метални канти што би добиени пред 15-20 години, Така. што се веќе уништени, а сепак стојат пред куќите. Тие ќе бидат отстранени. И исклучиво отпадот ќе се подига само од исправни канти за отпад. Така. Исто во населените места. Кога почнавме да со делењето во населените места, им беше кажано на граѓаните дека од денот кога ќе ги добијат кантите за отпад, останува да бурињата и другите садови што ги има нетипизирани за отпад, да ги отстранат и дека отпадот ќе се подига исклучиво од кантите што ги имат добиени. Така. Да не ги чуваат за нови, него треба да ги користат ефективно. Да не ги чуваат расолница да ставаат, знаете, добро. Значи да се ги чуваат кантите граѓаните и повторно да внимаваат на хигиената, па во секоја, иако е нивна канта, од денот на добивањето, сепак отпадот да биде завиткуван нели во најлон кеси и на тој начин да се зачува и животната средина и векот на тие канти, нели? Добро, што треба да очекуваме до крајот на летниот период? Па до крајот на летниот период продолжуваме со сите овие активности, продолжува Екофронт акцијата. Добро. Сега во овој период, месец август, ќе биде малку нема да се одвијат толку големи активности, ради тоа што не очекува Open Festот. После завршувањето на чистењето, генералното чистење на плоштадот и околните улици околу плоштадот, продолжуваме со акциите на чистење. Ќе бидат, веќе имаме луцирано неколку диви депонии што повторно се направени, значи ќе влеземе повторно со генерално чистење и така да активности во одделението за комунална хигиена има многу. Секогаш. Секогаш сме активни, 7 дена на неделата. Така. И мислам дека само и тоа го правите за доброто за граѓаните и доброто за општината. општината. Разбирање за граѓаните дека отпадот не треба да го стават на кој как што му текне. Така е. Господине Георгиев, ви благодарам за учеството во емисијава. Ви посакувам успех во сите зацртани активности во наредниот период и се надам дека ќе имаме убави поводи за вакви слични разговори и во иднина. Благодарам. А во продолжение, почитувани гледачи, ви нудиме неколку корисни идеи.